мора јавноста да знае дека специјалците секогаш фамилијата стават на второ место. 2000 година ни почина девојче, односно дете на пороđај, а 2001 се роди Милица, баш кога беше акцијата во Рачиново. Жена ми во тој период требаше да се пораѓа. И командантот, знаејќи ја мојата состојба претходно, сакаше да ме ослободи од таа активност, али јас сепак водев 120 диверзанти со мене. Тоа се мои деца. А таа медицинска работа требаше да си ја заврши докторот. И така испадна, јас тоа одбив и на некој начин, можеби ден денеска некои луѓе тоа го памтат, дека јас сум одбил да одам дома, да бидам слободен, него да идам да го жртвувам својот живот. Да, и фрапирани се искрено, бидејќи тоа не знам кој себе го направил. Па, тоа е професијата. Тоа е можеби она што го реков ми на почетокот, самата едукација од Југославија. Бидејќи тогаш од 14 години некој во нашиот мозок става некој фолдер, некој хард диск каде што државата работава, па можеби и фамилијата на трето место. И тоа во пракса така се случува. А со девојчето со посебни потреби, тоа е веќе 2003 година, девојче, 22 години, кој е направен факултет, напредна, учи, се бори во животот, можда многу повеќе, да, повеќе од сите нас.